Вие казахте за това, че реалните односи към България и явният дискурс са две различни работи и има разлика. Казахте освен това, че явният дискурс е контролиран, така както и односите. И ние много пъти сме го коментирали по различни начини в нашия подкаст, това, че негативният однос към България или към българския народ не е между обичните граждани на държавата, а е по-скоро институционализиран, отгоре надолу. Каква е причината държавните институции да го поддържат този однос и да контролират явния дискурс, според вас? Тука доаѓаме до стравот. Токму поради таков до стравот кој ми беше нели упатено прашањето дали јас имам страв. Тука доаѓаме до стравот и до односите во едно општество, зависат од тоа какви односи ќе креира политиката, односно институциите кај нас се практично узурпирани од партиите, би рекла, дури не толку од политиката, затоа што политиката не смееме да сведеме на едно партиско доделување. Меѓутоа еве ќе го користиме тој термин институциите или јавните функционери или највисоките функции, премиер, председател, пратеници, влада и така натаму, опозиција, не знам што кој се има влијание во оваа држава и кој се ја води политиката, каков однос има. Начинот на кој се води политиката кон Бугарија го креира практично, односно создава една атмосфера или ја одзема, нема никаква атмосфера во случајот како би се однесувале граѓаните до најбанални работи. Например, дали ова лето некој или кој е бројот на туристи кои ова лето ја посетија Бугарија, бидејќи Бугарија изминатите години беше многу популарна дестинација, не знам дали е се уште и за летен и за зимски туризам, па се до не знам, патувања или било кој друг однос до бизнис релации, однос помеѓу високообразовни институции и така натаму. Медиуми на крајот на криштата, колку ние знаеме за бугарското општество, колку бугарите знаат за нас. Било каква форма на комуникација зависи од тоа каков ќе биде односот помеѓу владите на две држави во случајов. Барем за нас тоа важи. Каква атмосфера ќе создаде државата, еве така да го кажам тоа, така би се однесувале граѓаните во смисла дека оние кои би сакале понеку да се однесуваат ќе се замислат, затоа што е создадена атмосфера буквално на линч, на нетрпеливост и на создадена атмосфера што смее, а што не смее да се каже за Бугарија, што е прифатливо, а што не е прифатливо. Тука е играта со стравот. Зошто е тоа така? Мислам дека проблемот со Бугарија настана во моментот кога ние требаше конечниот исчекор буквално да го така да кажам, да го направиме за влез во Европска унија, и дека тие две работи се преклопија и дека едно од друго се злоупотребени во смисла на тоа дека и Бугарија се прецепира, односно не се прецепира, туку се искористува од одредени структури и одредени кругови во Северна Македонија за да се блокира нашата евроатлантска интеграција и практично ако вие видите која е причината зошто ние понатаму не одиме или зошто сме заглавени овдека, па тоа е Бугарија. И најлесно е таа вина да се префрли на она што со години беше Грција. И сега, бидејќи проблемот со Грција е решен, сега веќе никој не збори. 20 на години фрлени во ветер на многу генерации луѓе, никој веќе не збори дали требало двојна формула, дали требало ерга омнес името или не, со што се занимаваше буквално, ја често велам, замајуваше јавноста со години, сега се занимава или се замајува јавноста со проблемот со Бугарија, односно јазикот, идентитетот, некакви општи генерализации за луѓето кои апсолутно подетално не знаат ништо, бидејќи истата таа јавност или истата таа држава ги држи сопствените граѓани прилично неинформирани. Во таа смисла не треба никогаш да се одвојува, односно при анализата зошто Северна Македонија последниве неколку години, 3-4 години, има полош наместо подобар однос со Бугарија после подпишувањето на договорот за добрососедство, пријателство и така натаму, е само затоа што тоа беше последната причина, некаква реална, оддржлива причина која може да се оправда пред јавноста. Ете зошто сега ќе се блокира патот кон Европската унија, во смисла не го блокираме ние самите, а де факто го блокираме, туку некој друг го блокира.
тоа сериозно прашање, тоа е многу сериозно прашање за нас, затоа што практично се злоупотребуваат за мене прилично сериозни теми. Значи, во јавниот говор вие секој втор збор кај нас е идентитет, националност, заштита на културно наследство, сега на зборови, декларативно сите се многу загрижени за тие теми, а де факто суштински нешто не се загрижени, нешто е тоа оставено, туку едноставно е злоупотребено со една единствена причина, да се блокира патот кон Европската Унија и некако жртвува односите со Бугарија, пропадна во тој расцеп. Тоа е едната причина, а втората сериозна причина е што Бугарија практично, односно односот во Македонија генерално кон Бугарија е една наследена предрасуда од поранешната држава и од поранешниот систем, и таа наследена предрасуда едноставно идеално се вклопи во последната шанса да се блокира државата кон практично отпочнување на преговорите со Европската Унија.